се собравме денеска, како и последните два пати. Значи, имавме некој вид на студентски пленум, тоа е као обид да се направи алтернатива на парламентот, да излезат студентите да се окажат својот став. Денеска бевме кај пред ректоратот, сакавме да створиме притисок да излезат со став, да не поддржат, дека сметаме дека многу време помине и ректорот и останатиот дел од сенатот немаат ништо искажано во јавноста, дали го поддржуваат екстерното, дали се против екстерното, и на крајот излезе ректорот со изјава дека они уште не знаат каков е моделот на предлог законот, како би требало да изгледа тоа екстерно испитување, и прилично дипломатски одговор беше тоа. И сакам да кажам дека ние секогаш ќе бидеме против екстерното, каков и да е модел, во каква и да е форма, така да ќе продолжиме да се собираме. Еве нареден вторник во 6 часот има кај градежниот архитектонскиот факултет имаме повторно собир пленум. Значи нека дојдат колку можат повеќе студенти да се окажат својот став, и тоа е тоа. Па добро, гледајќи на тоа дека пред 2 дена беше најавено, зашто така адхок се случи се, сметам дека доволен број на студенти доаѓаат и дека ова е почетокот само, и дека се повеќе ќе доаѓаат нови студенти, нови активисти и така. Не, и никогаш нема. Сега не, меѓутоа 100 пати милион пати во минатото сме пробале да ги исконтактираме, да не поддржат, и на крај свативме дека они немаат цел никаква да застане за студентите, затоа не навлегувам техникалите зошто, како, ама едноставно најверојатно се, не знам, партиски инструирани или можеби едноставно се незаинтересирани. Искрено како студенти не интересира зашто не застануваат. Битно ни е дека не застануваат позади нас, и затоа ние бевме принудени да направиме овој пленум, овој вид на организирање. Да зборуваат и да кажат дека добро е екстерното. Па да, они ќе зборуваат, ние ќе зборуваме спротивното, и ќе има постојано контратежа. Се надеваме дека бројот на студенти кои што ќе излезе ќе биде доволно голем за влезе во очите на јавноста дека едноставно студентите се против екстерното, и покрај тоа што студентскиот парламент вика дека евентуално апсолутно да.